Фрижидер со LCD панел на вратата кој ја менува бојата за да одговори на вашето расположение. Правосмукалка робот што ги следи гласовните команди. На сајмот за потрошувачка електроника во Лас Вегас ова беа меѓу илјадниците понуди за висока технологија што веројатно не сте ни знаеле дека ви се потребни. Врвот на сајмот се самите производи. Бидејќи уредите играат улога во речиси секој дел од животот, сега е нормално да се биде онлайн додека сте дома, работите или играте. Пандемијата само го забрза тој тренд, а технолошките фирми одговорија на тоа. Секој уред може да биде паметен, односно поврзан на интернет, или може да вршат двојна должност. Заедно со тоа, како што вели првиот бежичен OLED телевизор во светот, корејската компанија за електроника LG исто така прикажа производ што служи како прочистувач на воздух. Ние сме повеќе фокусирани на поздрав живот и на подобар баланс меѓу животот и работата во нашите животи, а многу од нашите производи и технологии помагаат да се подобри тоа. Собствениците на куќиња кои се враќаат во канцелариите по пандемијата може да го користат својот паметен Samsung телевизор за да им помогнат на милениците да се прилагодат на нивното отсуство. Користејќи ги микрофоните на мојот Samsung, телевизорот може да ме предупреди дали кучето лае и можем да му пуштам некое шоу, видео или музика да го забавувам. Тоа пак ги сака видеата со природа. Некои производи се за лицата со посебни потреби. Функцијата за гласовни команди на правосмукалката робот на LG не е само погодна за корисникот, туку неопходна за слепите и корисниците со оштетен вид. Во Samsung поставката за екранот на телевизорот наречена Relumino Mode нуди зголемена контраст и подобрување во бојата за гледачите со слаб вид. Некои нови технологии индиректно ќе имаат корист за лицата со посебни потреби. Холон со седиште во Германија го представи Holon Mover, автономен автомобил наменет да ги надополни системите за јавен транспорт и во урбаните и во руралните области. Има опсег од 280 километри. Ако мислите на луѓето кои не се способни да возат велосипед, а потоа во игра влезе автономниот двигател, тогаш ова е алтернатива за другите транспортни системи. Ова е само уште еден пример за тоа како технологијата наменета за одреден тип на потрошувачи може да го направи светот попристапен за сите.